17 часот и 45 минути. Сабота веќе познато време кога чукаме на ваше врата и секако сме ваши гости во следните 50 на минути на Македонската радио телевизија. Јас сум Здравкица Милич, а вие останете заедно со нас да слушнете уште една интересна животна приказна. За кого станува збор ќе погледнете од кратката најава. Тој е познат македонски музички продуцент кој веќе 11 години живее и работи во Канада. Соработува со многу звучни имиња од тамошната музичка сцена. Македонската публика го памети како пеач и композитор на многу хитови кои ги изведуваат Тоша Проески, Тони Зен, Сладкаристика и многу други. Има добиено многу награди и признанија и продуцирано повеќе од 700 песни. Во јавноста познат како JJ, а вие, драги мои, вечерва уживате во животната приказна на Јован Јованов. Слушавте за кого станува збор и кој ќе ми прави друштво на мене секако и на вас. Веќе од одамна го немате видено пред малите екрани, навистина ми е драго и често задоволство што JJ, како што веќе го знае повозрастната генерација, е мој денешен соговорник. Добре дојде за Јован Јованов. Јован, навистина ми е драго што после, не знам, 15 години може да се гледаме, така? Да, многу. И мене ми е драго, повели ова твоето место и како и сите гости, така и тебе на самиот почеток, искрено од срце ќе те прашам како си. Да. Па супер сум, добро што те гледам после толку години, дури не ми се верува. И мене исто. Да, имаме добро дека се препознаваме се уште после толку години. Се уште се. Бидејќи се долго време одсутен од Македонија, можеш најдобро да почувствуваш на своја кожа кои ти се вистински пријатели кои често те прашуваат искрено од срце како си. Дали ти беше потешко можеби на почетокот? Мислиш од кога се одселив? Така. Да. Па види, на почетокот мислам дека не е тешко, со тек на годините можеби ти на почетокот е повеќе возбудливо, барем за мене, нели, нова средина, нови патишта, нови, да кажам, можности, ново градење на кариера, така да некако на почетокот ми беше возбудливо на сите, да кажам, се што е ново и да го прераскажувам, што се вика секој ден и да се слушам. После како што поминуваат годините, веќе ти станува све некако монотоно, како и секаде, кај да се преселиш во било која држава, било град, после неколку години сакаш барем јас сакам некоја промена, таков ми е темпераментот. Така да, како што иде сега овие години, например, повеќе сакам да поседам малце у Македонија кога доаѓам, него на почеток некако и немав потреба. Некако мислев дека 30 години сум бил живеев во Македонија, дај да го видам светот. И некако те тера да размислуваш повеќе за таму него за овде, али како поминуваат годините, кога се вратиш и видиш сите пријатели, онака си кажеш да си поседам уште малце да се подржам. Значи повеќе си носталгичен сега отколку пред па така му доаѓа 11 години. Да. Ќе зборуваме нешто подоцна за твоето заминување во Канада, какви беа почетоците, како се снајде и така натаму, меѓутоа некако хронолошки да ја отвориме оваа твоја животна приказна. Да, роден си во Скопје, детството го помина во Радишани, така? Па да, јас сум роден во Скопје. Првите 5 години ствари јас сум роден во Тафталиџа од Скопје, не во Радишани. Јас сум еден од ретките, можеби не страдава што сум баш од Скопје, од значи дедовци и баби. Едната фамилија ми од Водно и Нерези, другата ми од Газибаба и од Континентал, Да, значи баш прави стари Скопјани. Да, сме прави Скопјани. Така да кога бебе сум бил во Тафталиџа, после малце нешто во Топанско и моите одлучија да се преселат малце надвор од градот. Така да од мојата 5-та година, да речеме, додека не се преселив нели во Канада, сум живее во Радишани. Така, како изгледаше детството во Радишани? Па во Радишани беше убаво детството, има многу убави, мислам, спомени, моменти, имаше голема дружба во тоа време, нели? Многу игравме фудбал. Памтам, али израставте на улица, што е најбитно? Израставме на улица, тогаш беа зимите некако и повеќе снег имаше и многу си се санкавме, се скијавме по вие уште и на повисоко. На повисоко, сегаш имавме и чист воздух во Радишани, така да
Како наслов во Радишани мислам дека супер што сум израснал таму. Некако многу ми е драго. Така. Од какво семејство потекнува Шилан? Па вака татко ми беше музичар. Он исто композитор, значи талентот мој и на брат ми го наследивме од него. Беше композитор само на народни песни, исто беше кореограф, работеше во танец целиот негов живот како кореограф и музичар. Така да затоа ете имам јас и некои си таленти за играње и Да, ништо не е случајно. и за компонирање. Мајка ми била во друга бранша, иако многу следеше и следи се уште естрада и сака музика, она е правник. И ете не беше споена со музиката, но секогаш беше инволвиран и се уште инволвирана во се што се. Па и нема друг избор, мислам сите музичари, сите музикални мора таа да се вклопи во целата приказна, не може поинак. Да. Дали има некој од Радишани освен тебе и Иван кои се познати и успешни? Па да, од прво до 8 ја учев со Андријана Јаневска во исти клас во Радишани, во Аца Шопов школото и заедно послучевме и во средното музичко училиште. Од повозрастните автори Ванчо Димитров е исто од Радишани. Нели има многу хитови направено за Драган Мјалковски и песни што се останати, како кажи нешто драга и така. Така да имам Радишани има доста музичари, има доста и да не пропуштам некој. Андријана спомнав зашто стварно сме од прво деление заедно, седевме и едно време во иста клупа. Се дружите до ден денес? Па да, се дружиме, не толку интензивно, значи животот не раздели, али ете се слушаме, се гледаме понекогаш кога ќе дојдам. Така да тоа ми останало како исто како добар спомен и првите мои песни и настапи секогаш она беше дел да ми помага во песните или дури ми пееше и пратичи вокали во многу песни, така да сме го поминале од детство цел живот, да. Колку научи од твојот татко како да се носиш со сето тоа што се случува денеска? Па он ме внесе во целата таа естрада, македонската естрада во тоа време. Јас уште дете одев во раните 90-ти, да речеме, народните фестивали во Македонија беа многу популарни, да речеме. И одев многу често и на Валандово фест, и на Гоце фест, и на Цветници. Он секаде имаше песни и работеше. Он почина 2011 година, затоа зборам уминато. Така да многу научив, буквално многу научив. Само една многу добра работа беше кај него, не беше како некои други родители што си го форсира детето во она што он мисли, него он беше среќен што јас и брат ми сакаме музика и сакаме да одиме по неговите стапки, но не оставаше не оставаше да си го одбереме ние правецот. Значи никогаш не ми кажа зашто не ви сугерираш народно, значи мој прв настап бил 97 и 8 на Макфест. Он никогаш немал ни песна, не бил на Макфест, он бил на Валандово. Така да, али он во се не поддржуваше и он сакаше тоа што ние работиме нешто модерно, поготово јас во тоа време, брат ми се уште беше помал, дека создам некоја си музика што моментално и не беше застапена во Македонија, беше малце по светски стандарди, како што тогаш со Магија излеговме, и он баш беше возбуден за тоа и во тој момент се јавуваше на некои новинари колеги да кажете дека синот сега ќе почне да пее, ќе има група, да напишат некој интервју за мене и така. Така, 97 или 98 беше формирањето на Магија? Магија се формираше на почетокот на 98 година. Ние, така да речеме, февруар, некаде јануар-февруар, веќе почнавме да создаваме групата. Тогаш снимивме неколку песни, ја бев композитор, првите песни сите ги правев ја комплетно. Пријавивме песна за Макфест, ама воедно имавме и други песни спремни како диџеј, како откачи се, што ги пуштивме малце пред Макфест.
но да речеме магија ни донесе онака најголем успех и после тоа и другите песни ги повлече да станат, да речеме, по Да, и до ден денеска сите се сеќаваат и на диџеј, на магија. Пред да влезам во студио, постојано ја пеев, ке ми треба магија, дефинитивно едно од моите омилени од магија. Ке зборуваме секако и за останатите членови од магија и какви добри времиња беа и кои беа твоите 5 минути тогаш, но бидејќи зборувавме за твојот татко, спомена дека 2011 го загуби, така? Да, фати од рак почина. Така да се бореше една година со тоа, но ете, така испадна. Неочекувано, он беше доста... Брзо се одвиваше? Па, види, он никогаш немаше отиден и на лекар, он беше доста, иако беше веќе во пензија, да речеме, почина 63 години, пошто имаше бенефициран стаж, нели, он беше танчер, кореограф во танец и они порано одат у пензија исто како балетаните и така да он беше у пензија, но беше доста витален, он беше баш и како сега јас уопште и играше и беше подвижен, активен беше, значи не очекувавме дека ете одеднаш ќе дознаеме дека има рак и дека ќе правеше операција, ама тоа му пролонгира само некој месец, не беше дека ќе се заврши работата. И да, почина на 22 август 2011. Како го помина тој период? Па беше тешко, можам да кажам дека беше тешко. Знаеш, губиш член на фамилија, така. Пред тоа, да, сум имал такви случаи, значи, дедо ти ќе почине, баба ти исто, ти се блиски, ама сепак ова ти е родител, нели? И беше буквално голем шок за нас. Да, колку ти недостава со Иван? Па, јас со Иван се слушам секој ден. Секој ден сме. Но физички. Физички, да. Па, види се, не можеш да дојдеш нормално дека сите ги ти фалат од фамилија. Доброто е што живееме во време кај што понекогаш не се осеќа тоа дека некој ти недостасува ако го слушаш секој ден, иако работиш со него секој ден, така. А можеш и да го видиш сега. Да, можеш да го видиш на камера кога сакаш, така да е исто буквално знам секој ден шо прави и кога отишол во студио и кога и со кого снимал и кој му дошол дента и што збореле и значи да не е он веројатно многу работи за страдата македонска немаше да знам, ама пошто он е длабоко инволвиран. Така да, исто као да сум тука. Како започна целата приказна со магија? Со магија, јас прво настапив како дебитант на Макфест 97 година, како соло изведувач. Таа година Нокаут оставија најголем впечаток со епеја Фатална обсесија. Многу ми се свија дека се група бенд и многу ми беа интересни на сцена. Таа прва година јас како дебитант буквално онака не знаеш каде е штип, имаш 16 години. Бев доста млад, мал, кога ме виде господин Троицки, кога ме виде, вика, леле, ти дете си, бе, вика, Кај ќе пееш? Они ме примеле на конкурс, не очекувале дека толку мал ќе дојде. Како се вика и малолето. Да, значи таа не имав некој голем пласман, што се вика завршив, мислам и меѓу последните 2-3, али го размислував и викам што треба да направам да привлечам внимание. Значи првиот, да речем, тригер беше Нокаут. И се свија дека беа група, јас секогаш сакав да имам група и јас имав некои си групи у школа што ги правевме средно музичко, знаеш, сајзер, бас, гитара и се зезаме, си правиме тезги, си свириме песни. Ама не беше тоа што ја го сакав. Јас тогаш поише гледав светската сцена, гледав Backstreet Boys, беа повеќе инспирација или Нокаут? Не, Backstreet Boys беа инспирација повеќе за таков тип на музика, него типот што ме праша за Макфест, 97-ма, јас мене тогаш Нокаут ми беа баш онака, викам баш се интересни, ова едниот пее, другиот. Да, и беа доста популарни. Да, и беа доста популарни, им бев и на концерт и ја викам сакам да правам бенд, ама не ваков, него викам нешто по-западњачки, у тој момент тогаш беа Backstreet Boys, викам вака, викам сакам нешто да играме.
И тргнав со идејата да барам во школа, во средно музичко членови за тоа, некои што сакаат да пеат, ама и воедно да знаат и да играат, знаеш. Многу од моите другари од клас што беа, тој им беше као, викаат, не зезај да си направиме бенд, ти свириш на синтесајзер, на гитара, бас, бубањ, знаеш. Викам, не ќам таков бенд, ја викам, не ќам додам у кафич да правам тезга, знаеш. Јас сакам, викам, голема сцена, сакам танчери, сакам играње и сега тоа го објаснуваш во 97-ма, некој ти вика, тоа нема туку во Македонија, знаеш. Не постои. Ја викам, па тоа сакам, значи ако правам бенд така ја правам и среќа прво го најав Дамјан, свиреше на гитара во ходник во средно музичко и пееше песна од Backstreet Boys. Значи се е поврзано со нив. Да, и така се најавме у муабет и он вика, јас би сакал таков бенд. Пошто генерално у средно музичко у тоа време беа поделени на рок бендови и на народњаци кои свираа по свадби. Значи немаше нешто модерно. Хип-хоп и R&B. Па уште не беше у тој момент хип-хоп толку. Имаше рап во Македонија у тој период, ама немаше во средно музичко. И на веко. Па имаше, имаше и Снели Сав беа и таму имаше доста чисто околина и сите, само немаше во средно музичко беа поише како музичари или нешто прават, не знам, рок бенд, джез бенд, разбираш, народен бенд, немаше фолк бенд, немаше сега поп некој модерен. Добро, како успеа да најдеш да бидете сите компатибилни? Па најдовме и после дојде и Зоки го најдовме исто од наша генерација и после Дони го најдовме кој беше постар од нас 2 генерации. И ајде направивме група и треба да вежбаме, што ќе вежбаме кореографија. Не вежбаме со инструменти. И бевме атракција, одидовме доле, што беше шефицата на балетско и баравме сала да ни даде. Вика, па чекај, не, ви треба училница за вежбаме. Викам, не свириме, викам, ние ќе играме. Нас ни треба физичка сала. Да, па после другарки имавме балерини, па они ни помагаа у првите кореографии, па доле, после школа играње. Да, тоа сакам прашам те прашам, со кого вежбавте? Со балерините. Со балерините. Да. После музичка завршуваме, оставаме инструментите и одиме доле на денсање у балетско. И беше интересно, сите им беше некако не сватливо дека тоа ќе успее како такво. Колку траеше магија? Колку години? Па 3 години траеше. Неколку месеци ни траеше припремите, како што кажав, од февруар, март до летото вежбавме, неколку песни снимивме. И првите настапи ги имавме у Охрид. Знам, пеевме на летна убавица нешто, на Мис. И тогаш ја изненадивме публиката од проста причина што имаше неколку пеачи гости и сите ќе се излезат знаеш, како било у 90-тите. Бевте многу популарни во тоа време. Кога се појавме ние со кореографија сите како вака. Подзинати и после на каплус и на друго место и така почнавме да скреваме некое внимание. За многу кратко време временски направивте навистина бум во тоа време и имавте супер тинејџерска публика и бевте популарни, девојчиња ве сака. Се сеќавам дека една турнеја ви ја водевме из Македонија, каде што девојчиња паѓа унесвес буквално. Дали сега си во контакт со сите останати членови? Па генерално сум, највеќе сум со Дамјан. Дамјан исто работи на музика, исто прави песни, музички продуцент и композитор, така да со него сум доста во контакт. И се уште заедно работиме и за Макфест некои песни прави, сме во контакт. Зоки со Дони не сум до толку, се уште сме вака по социјални мрежи, ама да речеме не сме во тековен контакт. Он работи нешто друго, можеби да беше повеќе у музиката, веројатно повеќе ќе бевте. Па некако така највеќе контактира со ние што работиш со нив. Јас затоа и сум со Елвир и со Слаткар, значи сум работел некако со нив и си се уште онака во дневен контакт, што се вика. Зоки се одсели во Австралија, он е таму, не можеме да се погодиме со години, многу пати ќе си кога доаѓаш ти, он купил карта за лето, ја викам леле, ја доаѓам на есен, он си отишол септември и октомври. И така ни се дешава 2-3 пати, еве се надевам дека следна година кога доаѓа ќе некако ќе наместиме да се погодиме. Па да, мене ми е, знаеш, драга магија, јас стварно би направил некој и ремикс на некој од тие песни, други или некој да речеме, па и нова песна, нешто би направил чисто како... И да се споите повторно. Па и да не сме споени, да константно време, бе нешто да снимиме било интересно. Еве Јенсинг го направија тоа во Америка, снимија нешто заедно за некој филм песна.
Така да, би било окей, штета што Зоке предалеку, а ја потидов во Канада, во Австралија и малце тоа е предизвик. Да, вие двајца сте проблем. Како започна дружењето со Елвир Мекич? Па, Елвир исто случајно, он ми бил исто на концертите на Магија, јас веќе бев познат, он кој дојде, он е исто пример како и Слаткари, многу други, јас што стално давам совети на млади сега изведувачи и дебитанти што пеат на фестивали, ваму таму кога ме прашаат, треба да знаеш она, ја им викам, не треба никој да знаеш да успееш, не требаат ни пари да успееш. Ти треба желба голема да успееш, знаеш. Ако имаш желба и ако имаш талент, ќе успееш. И ако имаш харизма, кај што, значи ништо. Елвир ми се појави на врата. Во Радишани се симнал во автобус, каде живее Јован Јованов од Магија, таму. Добар ден, ја здраво, ја гледам колку мене дечко, вика, јас, вика, многу сакам да пеам, вика, и не знам како да ти нарачам песна, вика, да направиме. И така почнеме да збориме. И дојде, ја викам, добро, ајде, ќе дојдеш во студио, ќе се договориме, зборевме. Дури што се вика и, знаеш, он не беше сега финансиски спремен да, у тоа време дете бил, разбираш колку имал, 18 години. Како се вика, ја дури му предложи, викам, зашо ние не ја пратиме песна на Скопје фест, викам, фестивалот ја плаќа, пошто вака ми беше окей за муавет, ми беше супер и викам, вакво и он, првата песна му беше на Скопје фест и зема второ место. Значи, кога има некој желба... Која песна беше ова? Мојот живот се беше. Да, мојот живот во 2001 година. Да. Веќе тоа беше при крајот. Пред 24 Да, тоа му беше првот и после тоа ще почнеме да се дружиме. Така се упознавме, значи не било... И до ден денеска сте? Исто до денеска, да, он исто ми исто кум и како се вика, се дружиме и... сега се видовме, беше тука, снимивме нов дует. Така? Да, ќе ја пуштаме песната за 2 недели, мислам, на почеток на ноември, така да. Одлично, значи за 2 недели има нова нешто. Слично е приказната и со Слаткар? Па, Слаткар ја го најдов, многу ми се свигаше, исто и он беше рапер од мал, од тоа време хардкор рапер кој јас видов огромен потенцијал, исто и он не беше финансиски спремен во тој момент ни да плати песна, ништо него, ја уложив пари во него, зашто верува во него. Тоа е исто голем пример да некој кога стварно нешто сака, ќе го оствари, само треба да си го зацрта. Не се работи дали кој кого знаеш, он мене не ме знаеше, него едноставно ми привлече внимание и јас му сеев на Тони Зен и му реков, кој е ова дете, дали го знаеш, вика, го знам, вика, од ке мене, од мала, и викам, донеси го студио. И он не ни знаеше дека уствари тоа е носење со цел јас да му кажам дека сакам стварно да работам со него, дека не е ова. Тоа беше прв случај да ти некому се јавиш и да сакаш да работиш? Па, сега не знам дали прв случај да сакам, јас на таков начин со договор да речам да, на таков начин. Ја и со Тони Зем почнав 2004 да работам. Првите неколку песни исто ги правевме заедно. Он иако беше рапер, јас сакав некако да го трансферирам поише да оди на мейн стејдж. Да, овакво и мислам и добро успех. Да, кој сум јас исто беше моја ствар кај што направивме. 2004 година направивме. 2,5 години ја чуваше во така, фиока. Во фиока, зашто не беше спремен, он тогаш уште сакаше по underground рап. И не беше уште спремен да оди толку, да речеме, по комерцијални води. По комерцијални, да. Уште беше, иако ја го терав, дека сега му е време, чекаше и после 2,5 години, таа беше 2004 направена. Он ја пушти скоро 2007 некаде песната. И стана огромен хит, значи ете му треба. А со Слаткар нели почнав покасно. Зависи, сите пејачи доаѓале на различен начин. Например, Врчак го упознав на лизгалиште у Скопје. Дојде еден мој другар, ја и Дамјан од Магија бевме, и дојде мој другар и вика сакам мој другар да го познае. Вика исто пишува текстови и така он тогаш не беше, значи немаше ни една песна пуштена.
И така го познавме, се здруживме. Он исто имаше некој студио дома, така за понаправено, после го направи кој што треба. И бев и ми вика имам текстови ако сакате за магија да ви дам некој текст. Значи гледам дека добро пишува. И му викам, викам, а како викам го пееш ова? А, не ги пеам, вика, вие ми се поиша рап. И викам, викам да видам. И кога почна викам, па ти викам можеш, викам Ти знаеш да пееш. Викам ти да снимиш, викам човече песна, и он така срамежлив беше, не на почетокот не Па добро, така делува и до ден денес, да, искрено. и така, и не беше некако спремен за тоа, ама некако со дружење со нас и доби некоја желба. И ја тоа што немав студио за снимање, имав само за правење музика исто како него, и ја викам, мајте ќе тоа однесам, викам кај Дарко Димитров, викам и јас викам таму ги снимам. Ќе снимиш, така да првата песна буквално му помагав со рефренов за и повтор на сам песната, што уствари му стана најголемиот хит. У тоа време, нели, му отвори кариерата како мене магија и го однесов кај Дарко, после дури и го познав со PS, моја пеја, а не исто е од Ане Гечес од Радишани. Исто Ане ми беше школска од мој клас, значи од прво до основа јас со Ане Качуркова учев и со Андријана Ненаска. PS. Да, PS, значи они бе исто го познав и они му го пеја рефренот. И од тука тргна неговата кариера и така и после ние имавме некоја турнеја со магија, он ни беше специјален гостин тогаш со таа една песна, не тогаш една па после многу, да, многу имиња некако се врзани за твоето студио, за тебе како има. Колку мислиш дека ти се благодарни сите овие луѓе? Можеби е малку неблагодарно прашањето, меѓутоа колку знаат па има луѓе што те респектираат? Има луѓе повеќето ме респектираат и се задоволни. Јас многу имам почета. Можеби у тој период од 98 до 2011-12 со 80% од луѓето сум почнал. Некако имам така, некако ќе видам некој и после тој ќе направи и да не работи со мене, нешто сум го упатил негдека, некако сум му помогнал. Знаеш да го препознаш? Да, знам да препознам. Јас само да го видам да правам муабет со некој музичар. Исто и за Next Time кога ми ги донесе Христијан, вика дали да ги подпишем, вика да ги работиме заедно, као. И ја викам дај да ги видам, и кога ги видов деца, викам одма. Викам они ќе бидат звезди, мен ден терај. Значи одма го не некако ми можам да кажам. Да ми донесеш 10 тука луѓе, ќе ти кажам кој има потенцијал и да не знам како пее, некако одма по ставот, по очите, можам некако да кажам дека нешто има у него, што може да привлече внимание. Освен талентот, да. Да, кај други. Кога беа твоите 5 минути, Јован, во досегашната кариера? Дали па јас сум имал помина или? Мислам дека сум имал неколку пати по 5 минути. Повеќе пати. Еднаш ми беше магија 5 минути, песната победата на Макфест 98 и многу луѓе му се погоди мал 16 години таму. Тоа е тоа, као нема, па после сум имал друг успех, па после концерт, па после Тоше Проевски кога правевме песната за Евровизија, па некој мислеа тоа ми се 5 минути, како се вика, па после пак победив на Макфест, па имав свој албум, па после почнав да менаџирам, па им бев менаџери на Next Time и на Сладкар и со Тони Зен бев у ко-менеджмент со неговата продукција, така да знаеш, неколку пати имав во кариерата некои точки што ми ја потврдува мојата, да речеме, напорна работа и тоа што го работам ја цел живот и така да после имав исто кога се оцелив некои убави моменти кои што ете така да речем ми отворија некои патишта за понатаму. Не знам, може ќе имам други 5 минути. И други 5 минути, да, твоите 5 минути подолго траат. Се сеќаваш ли на првиот хонорар? Не се сеќавам. Не, онака пеев без пари. Па не се сеќавам, веројатно бил со магија. Веројатно бил, пошто кога пеев сам пред магија, знам, не, лажам. Кога бев прва средно, со мој школскиот средномузички, Дарко Багевски, он свиреше на гитара, имав две тезги, два настапи у Кафич. Два настапи во Кафич со него
Тогаш некако во прва средно сите правеа бендови, сите почињаа да фаќаат кои свадби, кои ако тоа време така беше. А што пееше тогаш? Ю. Ю. Ю све што беше забавно, Ю од Бајага, тогаш не знам до до Оливер Драгоевиќ, што така некој нешто македонски во тоа време. И кога се спремавме да почнеме да правиме ние тески, тоа ми беше првиот концерт, тоа беше уште пред пред магија. Значи сме Пред магија и пред Макфест. Па така тогаш и после кога настапив на Макфест сам 97-ма, исто Дарко настапи со мене на сцена со гитара. Така да тоа беше тој период, имав само два настапи и ја реков не сум за ова. Не можам, ја о кафич да забавljam луѓе на синтесајзер, ја не сум. Ја сегам сцена. Што беше пресудно да заминеш од Македонија и да отидеш во Канада? Предизвици. Мислам, досега јас од дете сум на естрада и некако ми стана монотонно. Знам више што иде, ќе најдеш нов талент, работиш, па ќе најдеш нов, па работи нов, и сето тоа се нема, да, се презаситив, многу се презаситив. И јас одавна зборев дека сакам да одам, ама секогаш нешто ме враќаше и ете тогаш во 2013 решив више дека треба нешто да пробам. Сега или никогаш, и пошто знаеш више те фаќаат и годините, ба не се селиш на 40-50 години, знаеш. Така да... Колку е поразличен животот таму од оно што го живееш овде? Па, поразличен е доста. Доста е поразличен. Јас прво бев една година во Холивуд, го не нешто учев за саунд инженер во LA Film School. И одлучив таму да идам, баш заради тоа да научам малце нивната принципна работа, бидејќи ние во Македонија генерално сме само уки која станува прашање, миксање на песни. Значи, не јавме за школа за тоа, ја учев класична музика, тука на музичка академија завршив за теоретски. Сакав поише занает да научам зашто тоа е така. Сега ние знаеме што треба да направиме, ама не знаеме зашто го правиме тоа. Зашто некој ни кажал порано, па и тоа многу ми ги отвори видиците вакво, научив и како функционираат самата, да речеме, естрада таму и како они работат, како ние работиме. За да се уфрлам во тие води таму, за да можам да работам музика. После си отворив студија во Торонто, бидејќи имав ја студентска виза за Америка, а во Канада имаше програм да аплицираш нели за иселеничка и си аплицирав со фамилијата тогаш за иселеничка и така да си останавме во колку години, 10 години во Канада и плюс нели пред тоа во Лос Анџелес, така да. Керката беше родена овде или во Канада? Да, керка ми е тука родена во 2012 година и она на 2 години отиде. Она дојде со мајка и малце покасно. Така, сопругата ти беше од Нови Сад, така? Да, она ми беше од Нови Сад, бевме заедно до 2018, сега сме добри пријатели. Од 2018 не сте заедно? Да. А таа живее и понатаму во Канада или? Да, живее во Канада, Таму сме, пошто и подобро е и за керката, нели, сега да сме од други држави, малце ќе биде проблем. Така да, таму живее и супер, мислам... Значи сега од овој аспект подобро е да имаш добар развод отколку лош брак. Па да, тоа е секогаш така. Секогаш така. Ја не знам кај нас, јас ги гледам дека многу несрекни бракови, не знам зашто седат заедно. Мене не ми јасно. Пошто животот е, знаеш, пред нас не е битно дали имаш 30-40 години, имаш уште многу работи да видиш, да нови искуства, нови љубови, нови заљубувања. Не значи дека си се оженил, завршил животот, глупост. Кај нас беше обострана, пошто ние зборевме за тоа. Мислам дека проблемот кај многу бракови е што не зборат за што е проблемот. Ние немавме проблем. Ние некако ни изгубивме, да речеме, страста за желбата за водење љубов. Еден ко друг. А вака за муабет си бевме топ, ама и ондака си викаме, чекај, онда да си тераме, знаеш. Пошто у браковите што се дешава,
они престануваат веќе да се привлекуваат и љубовно и сексуално секако, а се уште се заедно. Не се интимни, да. Не се интимни и едниот почнува да вара. И тука е проблемот. Последниот сака да се развие, другиот нема. И тука после се скаруваат. Ама ако ти на време го стопираш тоа, ако си доволно зрел љубовно и емотивно, така да можеш да се договориш, окей, не иде, онда да си тераме работа. Јас не го гледам, еве се имам девојка подолго време, Тијана исто е од Македонија, така да мене ми е супер. Си имам, знаеш, животот тече, ќе запознаеш. А како керката го поднесе вашиот развод? Па види, децата како го поднесе. Нормално дека секој дете сака родителите да му се заедно, така. Ама од друга страна, ако родителите не се расправаат пред детето и се срекни и се срекни и она знае дека може двајцата да не види кога сака, онда нема да има проблем до токав. Така, најубаво е кога нели според кога си дете најдобро да ги видиш мајката и таткото заедно, ама више ако не живеат заедно, баре знаеш дека нема проблем и ти додиш да го земеш таткото и дојдете кај мајката или мајката дојде кај таткото имаат со тебе. Значи знае дека немало проблем, онда Значи не го поднесе толку тешко развод. Па мислам дека не го поднесе тоа ваквото, да, не го поднесе толку тешко. Иако прашуваше кога беше помала, са има више 13 години, као демек зашто не живееме пак заедно, такви нели прашања како ваквото, али како и секој дете што би прашувало на таа возраст, сега више доста зрела она и знае каде тераме, така да. Повеќе со мајке, така. Па она е израсна повеќе со мене. Многу поголемиот дел беше кај мене, некако беше споена и сакаше кај мене да иде, дури некогаш требаше јас да кажам Поди не си спијала цела нела кај мајка ти. Значи керките некако по дефолт се повеќе поврзани со тоа. Па види, јас да кажам дека сум малце попуслив, поготоа кога се работи кај женско дете. Мајка и секогаш сакаше по стрикна да биде, завршили домашна, направили тоа, знаеш, сакаше да го испланира денот. А кај мене знаеше дека може да има малце поише слобода да правиш што сака и може би тоа е резултат на тоа. А и плюс, како што кажа, керките се поврзани со татковците. И ето, она и ден-денска сака повише кај мене секогаш да... Доаѓа во Македонија и се допаѓа? Па да, доаѓа и се допаѓа, иако за Канада, таму е дека порасната Канада, иако мислам дека на децата има многу досаден живот, таму поготоа на тинеџерите, ужасно е. Нема тич социјален живот, катастрофа се. Значи, Канада е добра за мали деца, за едукација и после за после 18. Значи, таму е убав живот, ако си више за работа. Возрастен, за работа, за кариера, таму е супер. Ама кога си тинеџер, катастрофа, нигдека не идат. Значи, сигурно се дома децата, само си се преку апликации се слушаат. Не социјални се. Не се социјални све, далеку, треба сега да се договори родител со родител, па да се видат. Тука, знаеш, ки се искочат умало, ако сакаат, си шетаат. Ја ги гледам, ја тој го раскажував, ги гледам у Дебор мало, девојчиња незини години, сами шетаат. У Канада тоа не можеш да го видиш и многу е лошо за ти паѓаат по депресии, па онака им е досадно животот, не знаеш што да прават, што да ти кажам. А кога ќе дојде овде или во Нови Сад, сосема друга приказна? Да, па друга, ја би сакала она да оди барем 2 години средна школа у Македонија, малце, барем кога сега ќе биде 14-15 години, за да малце се социјализира, малце поише се дружи, пошто ја гледам тука кога доаѓа некако подругачие него таму. Па после здраве, она си е канаѓанка и ако сака после 18 години нека... Така, како се вика, не кажа? Малеа. Како? Малеа. Малеа? Да. Интересно име. Кој е кумот на Малеа? Па нема го направивме помеѓу две имиња. Тогаш сакавме ние Матеа у тоа време 2012, онака се роди, некако беше интересно име. Ама после дознавме дека у тој на таа му се викала керката Матеа, леле многу Матеи. Па нешто имавме едно Леа као име, мене беше многу кратко и така направивме Малеа. Така, беше убаво. И кога гледав тогаш на Facebook, баш не најдов ни едно друго име Малеа. Да, беше убаво. Колку е таа талентирана за музика? Она е музикална, ма не верувам дека се занимава со музика. Поише е како хоби, сака да слуша музика, пее, која пее интонативно пее, значи не фалшира.
фаќа интонација, гледам, ама дека нешто има желба посебно да не. Повеќе сака нешто архитектура, дизајн, за тоа збори, знае да црта, сака така згради да проектира. Така, значи во друга креативност, не е во, да речеме... Но сепак е креативно, да. Би се вратил ли сега до овој аспект повторно во Македонија? Знаеш како Македонија секогаш ќе ти фали, тука си има работи што многу ги сакам, има работи што не ги сакам тука. Не знам дали би се вратил 100% да седам. Веројатно би било малце таму, малце ваму. Мислам дека тоа ми било и најдобро ако доаѓам барем пролет, да сум 3 месеци тука и есен. А лето и зима да сум у Торонто, мислам дека тоа би било најидеално. Идеално. Да, јас сакам во Македонија пролета и есента е поблага. Летото ми е многу топло, не можам да седам тука на 40. Торонто има најдобро лето у свет, таман е температурата, нити е топло, преубаво е. Ама затоа, ете, има убави работи тука, не можам да кажам, не е нешто. И да нема, навикнати сме, си растал тука и нормално дека ќе ти се свига, знаеш. Ама има доста работи што, например, ме нервираат и би ги сменила, можам. Што е природно. Сегде има убава и добра страна. Исто и таму нешто лошо, ми се да. свига, нешто таму во тој живот исто би сменил. Ама мислам дека не можеш да најдеш совршена држава, ниту совршен град за живење, така да треба едноставно да прифатиш. Да. Многу е потешко кога си многу далеку и кога во твојата земја ти се случуваат ужасни работи, како што ни се случи пред 7 месеци за жал Кочани и некако мислам дека години нема да се опоравиме од сето тоа. Ги познаваше луѓето, сега пред некој ден го изгубивме за жал и Панчо. Како се чувствуваше во тој момент? Па, види, пошто јас сум пеел во Македонија и сум пеел под многу такви дискотеки. И села, нема во Македонија села, кај што не сум бил пеел и дискотека и во Кочани има многу пати пеено. Знаеш, одма се испоседуваш, леле, можеш и во мене да ми се деси. Текнаш, прво тоа. Второ, млади деца, така во диското, не ми се веруваше како може некој диско да направи, да не направи заден влез, излез, мислам. Тоа стварно ја не го сваќам, како можеше тоа уопште да постои. Значи, да правиш една роденска забава тука, па кажеш чекај ако не се деси дали работи задниот влез, а не диско да собираш 1000 луѓе и да немаш ти задна врата за излез, поготоа не треба гаражна врата да имаш за излез, а не све да ти е. Мислам, стварно понекогаш немаме памет. Значи, стварно, прво бев многу изнервиран. Друга работа што исто ме шокираше, да, Андреј исто беше моја генерација у средно музичко, Панчо е постар од нас. Ги знам од средно. Значи, ги знам цел живот. Што мене исто ме направи цела приказна поемотивна, ја го работам Макфест овие години, знаеш. Значи, тимот лани ни изгубивме од 5-6 души изгубивме лани од Макфест, што работеа на Макфест. Значи, тоа некој не го знае. Значи, шефот на оркестарот, да, Филип Стевановски ни беше главен на оркестарот на Макфест лани, он исто почина, Александар кој свиреше на гитара, Сара пратечи вокал, Игор Жути работеше на миксот со мене лани, он го миксаше фестивалот, и Ѓорги работеше на светлото. Значи, цела моја екипа од лани од Макфест беа дел од ова. Значи, аз со нив бев во контакт цело време, значи не беше само а плюс да не зборам нели ДНК и сите деца од Кочани што заве, така да беше малце шокантно дека јас со време сум 6 сати разлика таму и кога станав одеднаш само гледам една објава погинал овој, умрел овој, што е ова цец, знаеш. Со Филип јас буквално 3 дена пред тоа зборевме за новиот конкурс за Макфест и Панчо ни беше уметнички совет. Панчо лани и преклани беше исто уметничкиот совет на Макфест, така да сите тие лица ја ги гледав. Значи ги гледав минатиот пат кога бев во Македонија. Да. Така да тоа Ке има ли, бидејќи си сега дел од советот на Макфест и некако целиот твој живот и целата кариера е врзана за тој фестивал, ке биде ли сега овој викенд е Макфест 40-то издание, да, така, 40 јубилејно. Да. За жал уште една неубава вест дека и Дула
Дуле и Коки кои исто Да. го обележаа тој фестивал и сега ќе биде Виолина и Да. ќе биде ли нешто направено во чест на сите овие луѓе Да, кои ќе биде, за жал ќе се биде. замина? Ќе биде и во четвртокот на отварањето на фестивалот го почнуваме со ситуацијава што се случи во Ова ќе биде најемотивното издание на Ја мислам, да. Да, и плюс имаме и за саботата, за главната вечер. Исто имаме прилог за останатите пејачи, сите кои пееле до сега на Макфест. А за нашава екипа и тим што работеа лани на Макфест, значи фактички што се вика цела екипа, ние нема се. Мислам, катастрофално. Така да имаме исто прилог кој така го отвараме фестивалот во сеќавање. Така да ќе биде доста емотивно и ќе има многу пејачи, 3 вечери се 43 пејачи ќе настапат. Така да Тешко е, но единствено на таков начин можеме да го продолжиме нивниот живот со нивните дела. И секако да се сеќаваме. Нормално. Да, и се радам дека ова 40-то издание на Макфест ќе биде последно такво емотивно. Да, види, секоја треба да биде емотивна, ама треба на Емотивно на поинаков начин, да, на поинаков начин. Значи, да, добро е да има емоција, која има емоција да останува, ама да биде позитивна, нели? Да, позитивна, така. Да, и да има хитови понатаму као ни сите овие години. Точно. Да, Јован, навистина ми е драго што е овој период додека си во Скопје искористивме да ја слушнеме твојата животна приказна, иако има навистина што многу да се зборува за она што си го работил и професионално секако и приватно што ти се случува, но еве дел опфативме во сите овие 50 на минути. Драго ми е, се надам дека ќе се видиме во некоја следна прилика и посакувам успешно издание на Макфест и понатаму да биде фестивал кој ќе се гордееме, кој ќе се спомене неговото име. Ти благодарам уште еднаш, а ќе се да благодарам и на нашите гледачи и се гледаме повторно точно за 7 дена во истото време, знаете, веќе на истото место.